Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме на нашето место, верувам дека и вие во вашите пријатни домови ќе се чувствувате пријатно гледајќи ја нашата емисија, а денеска, драги мои, ќе ви наликуваме на филм или приказка. Може би токму ќе претпоставите каков гостин ќе имам денеска, но ќе ви оставам уште една минутка да си подзамислите што ние денеска ќе подготвиме и кој ќе биде нашиот гостин. Ве поздравувам сите вас широм светот, си ги поздравувам нашите гледачи редовни и оние кои што можеби за прв пат не следат во нашата ни убава Македонија и да си ги поздравиме пријателите на емисијата, а тоа се ПК Беско. Поздрав до нашите пријатели од ПК Беско. Навистина да им честитаме за преубавите вкусови на совместнати производи, а сите оние кои што можеби и во моментот си јадат од ПК Беско производи да им посакаме пријатен апетит. Сега, кој е нашиот гостин? Нема долго да го кријам, затоа што треба да го видите, затоа што јас многу сакав да ни биде гостин во нашата емисија. Морам да кажам дека нашата телевизија емитува еден многу убав филм од турските серии, кој што јас обожувам да го гледам, а сигурно и вие. Го гледам во доцните часови на Канал 5 телевизија и се нарекува Црно срце. Токму во тоа Црно срце има две близначиња кои што си ја бараат нивната мајка. Едно од тие е, како што вели тој со насмевка, можеби јас сум првиот роден и да ме вика бато мојата мелек, нашиот нух. Нашиот нух е нашиот Бранко Атанасов. И јас затоа си го повикав тука да ни биде со насмевка, со убавиот глас, повели. Хвала ти, Драгче. Добре ми дојде. Многу се најдов. радував да ми дојдеш на емисијата. И јас исто морам да признам и фала ти на поканата и на убавите зборови. Повели од оваа страна. Започнав емисијата со тој наш убав филм кој што сите го следат, се надевам гледачите, затоа што многу идентичен на една семејна традиција, на едно семејство, како се одвиват, кои се интригите во семејствата и тоа огнено момче ми го привлече вниманието. А тоа си ти. Баш ми е мило. Во наша. Да. Синхронизација, така. Фала ти многу, на вистинете Црно срце новата серија. Така. Поточно веќе во полнек оди на Канал 5 и на вистина една многу интересна серија која што има и многу добар одзив и кај публиката и мило ми е што веќе не препознаваат кој кого го чита и како. Бранко, многу убаво е, твојот глас е препознатлив и во другите серии, каде што исто се слуша твојот глас. И јас честитам на луѓето кои што ве селектирале во однос на бирање на кастингот кој што го направи. Кастингот кој што се прави, нели? Ама сепак се прави селекција, 2-3, па повторно правите кастинг кој ќе биде. Толку е одбран ликот што секоја чест, дури до на самата насмевка на момчето во филмот, и искрена да бидам, нека не ми замерат пријателите во Турција, дека некако ти им даваш посебна енергија, посебна љубов, зрачи твојот глас, посебен е, со некоја призвучност посебна. Фала ти многу, стварно многу ми значи. И да си ја поздравам целата екипа на Канал 5 кој што работиме заедно. Почнувајќи од Сонја, од сите тонци, од сите колеги актери кои што работиме. Навистина, задоволство ми е, чест ми е и со убавина ја работиме работите со многу радост. Така. Денеска ќе правиме Бранков ролат. Така, А ти ќе го подготвуваш, јас можам само да ти асистирам, веќе го вклучив шпоретот. И што треба да направиме сега? Така. Па овој рецепт Овој Бранков рецепт. Така си го крстив, бидејќи не знаев како да го наречам. Добро. Така, малце некој додавани мои работи си има. Така да ќе видим ова еден вегетаријански, да речам, ролат, кој што е составен од зеленчук претежно, имаме и млечни производи, јајца, брз, едноставен и мислам дека ќе биде многу вкусен.
од твоите раци направен. Сега ќе го видиме. Да, ајде, можеме да започнеме. Обично кога ни се гости и музичари, па велам, ајде една музика за да ни почне. Така да. Може да запееме ако сакаш. Ајде, повели. Повели. Која сакаш ти? Која ти е наша македонска? Ајде да ни појде. Мајка на Марика думаше, Марике, керко Марике, земи го керко Георгија, Георгија први бекрија. Ете така да почнеме. Браво, и баш со многу убава песна ја започна. Па добро, актерите треба да знаат и да пеат. Па да, се помалку. Пеат, плачат, се смеат, се љутат. Сега баш на радио ја слушав песнава и ми влезе во глава некако и ете така може. Знаеш ли да се љутиш? Да се лутам? Секако знам, ама смешен ли си? Па така велат другите. Моите дома ми велат дека јас сум била многу смешна кога сум љута. Затоа те прашам. Да, така велат и другите искрено. Ама гледаме што помоцне ситуации такви да имаме љутење. Јас да ти додадам едно тањерче за отпадоци, а ти ќе си започнеш. Ајде, па мислам дека да немаме нешто многу отпадоци, мислам дека скоро се ќе искористиме. Добро. Значи прво ќе го изрендаме зеленчукот, а тоа е една тиквичка и имаме два моркова. И подобро што ќе ги рендаме, затоа што ќе скокаат овде. Да. Иначе ќе ни скокаат. Ете така. Прво тиквичката ќе изрендаме. Ете, само ова ќе биде. Добро. Мислам дека нека има така, тука. Само ни треба едно. Ова саче мало прво ќе го земам. Тука да изрендаме. Уствари вака, прво тука ќе изрендаме и ќе ја ставиме, да. Добро. Одлично. Прво тиквичката ја рендаме, бидејќи таа нели малку вода пушта. Вода пушта, но и доволно ни е пак за смесата да биде. Точно таа. Да, но за да не изгледа толку денеста, бидејќи јајца ќе ставиме. Точно. Прво малку само да ќе водата ќе така да те следат камерите. Секако да, затоа сме тука. Да повлечеме. Затоа сме тука. Ете така. Одлично. Брзински се ренда сето тоа. Сакаш ли да готвиш? Па да. Сакаш, искрено со љубов, да. Уште од многу мал некако имам желби и во кујна да сум и некои вака рецепти да пробувам кои што не се типични. Сакам да си направам и ете нашите нели традиционални јадења, графче, леќа, манџички. Аз сакам и нешто вака да пробам. Интересно. Ова ми е еден нов рецепт кој што го открив пред скоро и мислам дека е многу вкусен, здрав пред се и брз за правење. Сега мораме се вака да повлекуваме. Така прво да ја ставиме тиквичката. Тука. Одлично, како мајсторски. Така. Па ми велат гледачите, како бе Драгче ги наоѓаш овие млади луѓе, знаат и умеат, велам, енергијата ми е таква, си ги привлекувам луѓето кои што сакаат позитивна енергија, љубов пружаат кон гледачите. Искрено да ти кажам, јас ете заради обврските не можам да пратам толку телевизија, ама кога и да те начекам на телевизија толку убава, мирна енергија имаш, да стварно ми беше задоволство да дојдам и нешто да приготвиме. И многу се радам. Сега малку солце ќе ставиме. Така да. Хартијата, ете така. Малку сол ќе ставиме. Добро. На тиквичката за да абсорбира малку водата. Си има техника. Така да. Ете вака, мислам дека е доволно. Ете така. Ова ќе го ставиме. Браво. Ете тоа. Ете сега малку нека ни се абсорбира водата тука. Нека си постои тука. Сега можеме да изрендаме морковот. Тоа можеме веќе во големиот сат ова сето да го правиме, бидејќи на него не му треба абсорбција. Вака, извини. 2 моркова имаме. Ако можев и јас да рендам, нема гајле. Нема гајле, да се покажам и јас, така. Ајде сега да ни кажеш, ти си многу млад, но љубовта кон актерството, кон глумата, од дете ти беше така во тебе? Па енергијата те привлекуваше? Знаеш како велат, од кога паметам за себе. Ете така. Да, така некако и стварно мојата приказна и е таква, навистина. Глумеше дома. Да, обавезно. Лажно, ме боли главата, стомакот не ми се оди у школа. Па сигурно имало такви моменти, ама ми текнува уште и како мали со сестра ми не носеа често моите родители во детскиот театар и секоја представа која што ќе
ја гледавме. Мораше потоа да биде презентирана и дома, и да изиграме и дома. И едноставно што како мал не ни размислував за нешто друго, освен за оваа професија. Браво. И почнав и ово драмско студио, и така потоа се сам доврза да сега тоа ми е и работа и задоволство. Кажи ми, имаш ли идол од нашите актери? Повозрастните? Па, јас не би ги гледал како идоли сега да ги речам. Не би кажувал конкретни имиња, но многу ги ценам сите мои колеги. Повозрастни, така. Да, и повозрастни и помлади, бидејќи од секого можеме многу да научиме. Да научиме, да. Така што сакам да ги следам, сакам да бидам во тек што се случува, нели? Така што би кажал, не ми се сите идоли секако, но ги ценам и ги почитувам сите. Тоа убаво го и кажа, баш и така како што и го чувствуваш. Да. Се учи од секого, да. се навлегува во животната приказна на секого и секој ја доловува пак на свој начин. Да. Овде имате и гратис малку вежбање. Рацете ги се стегнат со овој рецепт сигурно. Внимание да не се исече само на рендето, секогаш треба внимание. Да, секако. Не одиме до крај. Да, колку ете можеме да се искористиме. Да. Ете, изран да ни се и морковите. Тоа можеме и да си го каснеме, не е ништо за фрлање, нели, но овде сепак ни требаат рендани моркови. Добро, ете така, го изрендавме морковот. Додај ми го овде, ќе ги повлечаме можеме, сега веќе. Да, овие работи тука. Сега малку, значи, теквичката нели не се абсорбираше, така. Добро. Сега малку ќе ја фатиме вака со рака, чисто да ја исцедиме малку водата, за да ја ставиме во садот кој што ќе ги мешаме сите состојки. Добро. Чисто малку да не е толку влажно, нели? Ете така. Браво. Додека ова го работиш, гледам дека со многу љубов, па сака малку замолчав за да видам техниката на твојот Бранков ролат, затоа што сакав да споменеме и за твоето филмско искуство, кое што, иако си млад, веќе се појави во филм и филмови кои што народот ги сака, сака да ги гледа и по неколку пати такви луѓе како мене, например една Бистра вода да се гледа повеќе пати, во која што ете преспав како серијал. Така, да. Да, за среќа имав ете прилика и на филмското платно да се појавам. Преспав, Бистра вода, детски серии, 5x5+, Оки-поки, се едно ете така запишани во моето CV, со задоволство ги споменувам, бидејќи навистина се значени проекти за за нас, македонците. Ете така. Ти беше ли чудно тоа искуство? Бидејќи се снима подолго време. Да, па не ми беше чудно. Да, не ми беше чудно. Поинако од театарот. Ми беше големо задоволство. Ние како македонски актери тука многу помалку имаме, да речам, прилики да излегуваме и да снимаме пред камера. Така што со задоволство сите овие проекти ги прифатив и стварно имаме ни спомени кои што мислам дека нема да ги заборавам. Тоа сакав тоа точно го сакав да го слушнам твоето чувство во однос на сепак театарот е едно. Пред себе имаш жива публика со која што можеш и да комуницираш, но филмот е нешто што и се снима на терен, па се снима со... Да, има разни ситуации, значи сме снимали во Врбајве, например, филмот ми текнува 2 дена, снимавме во фонтана на плоштад. Точно. На минусни температури, а ние бевме облечени во, да речеме, тенки јалишта. И тоа беше стварно едно посебно екстремно искуство. Нели има некоја техника ако го облекуваат оние посебна облека за нуркачи, па од озгора некоја мајчка за да биде затоплува? Ние требаше да се гледаме во тие сцени конкретно цели, така што немавме опција. Ама ако има, сигурно се наоѓа. Ги ставам инаку сега и 3 јајца во смесата. Така што ете, со 3 јајца. Готово, ова веќе ни е завршено. Завршено. И сега ќе додадеме малку исто зачини. Например, исто можеме сол да додадеме малку. Ќе ти ги додадам сите што ти се потребни. Ми рече на почетокот сувиот зачин ти е потребен. Да. Малку бибер.
солце, како прават? Два пати вака и три пати за среќа вака. Ја златна лажичка ти дадов, ама ти со прстињата ти е вака полесно. По-сладко ми е, така, одлично, браво. По-сладко ми е. Така не учеа бабите и мајките, со прстите. Да, мерата е таква. Така, добро. Мерата е таква. Добро. И малку биберче дали имате? Еве ти го дадов. Биберче, ето така. Се што ти е потребно имаме од зачини. Тоа е вака за против уроци. Против уроци, против лоши енергии. Да, третото така се против лоши енергии. Да. Си потребно ти е нешто добро. Да, ете само чисто да забришеме и сега ќе го додадеме, само малце, го заборавив и кашкавалот. Малце рендан кашкавал ставаме за смесата да се соедини. Заборавив инаку да кажам, значи пред да почнеме ова да го правиме, ја загреваме рерната на 250 степени. Веќе загреана. Да, и на веќе загреана рерна ставаме потоа да се пече, да се пече ролатот. Ете така, ставивме и да речеме 100 грама кашкавал, прилика, така нешто. И сега сето ова го мешаме. За да добие една убава смеса. Ете така, да. Добро. Да. Ајде, пофали се сега за награда, многу си ми скромен. Јас морам да подпрашувам. Имаш и наградени улоги, да. Ајде, кажи го тоа со многу љубов, како што јас сакам да слушнам и гледачите. Да, точно. Ете, последната награда која што ја добив на меѓународниот фестивал во Театар Куманови, Денови на комедија, беше со представата Кафеска и кокони, која што ја играме на репертоар во Драмскиот театар. Многу интересно, кокони. Да, тоа е една комедија која што на вистина, ете, веќе трета година се игра во Драмскиот театар и расположува на вистина многу и знам ети мои пријатели и луѓе кои што биле присутни. Да, доаѓаат по неколку пати бидејќи на вистина една интересна комедија на ситуации која што ете има и веќе таков успех и ми донесе награда која што ете како млад актер на вистина беше многу значајна за мене, да. Ете, тоа требаше да го кажем. Имаше и по нашиот твој именјак Бранко. Така. Награда, нели? Бранко Ѓорчев, така, исто да, имаме награда и добиено исто и на фестивалот Бранко Ѓорчев во Неготино. Јас знам се, затоа си кажувам. Морам да те потсетам, не сакам. Ете така, да. Да, на вистина благодарен и многу сум среќен ете што ми се имаат случајно ете и сите тие работи како млад актер имаме доживеано. Сега плекчето ни е потребно. Сега плекчето ни е потребно. Му поставивме хартија. Да, значи на хартија за печење. Ја ставаме сега смесата. Ја правиш тенок слој како еден прст така да биде дебелина. Прилика да, за да потоа нели се може да се завитка во ролат. Да, се завитка во ролат. Добро. Сега малку вајда не ми треба или ми треба асистенција. Ако ти е потребно. Па не, ама ето, добро. Мисля за не, добро. Ставаме значи смесата во Па тежат овие стаклените садови знаат да бидат. За да не се потуриме, не за друго. Ете така. Сакаме да сме модерни без престилки, затоа сме вака. Така. Сега рамномерно ќе ја распределиме по целиот плех. Ете вака. Ќе ви покажем. Ќе ја покажеме како изгледа, да. Само малку. Бидејќи се работи. Да, се работи. Така. Брзо е, но ете, само чисто додека се распределат да ви работите. Рамномерно на сите страни, за и да се испече и побрзо и поубаво. Убаво, какво убаво шаренило. Да, Одлично. Да, многу сакам вака кога ручеците се шарени со многу зеленчук. Многу вкусови, многу бои. Браво, 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 браво. И практикувам и повеќе и да јадам такви, да готвам такви јадења. Сега нели колку можам со обврските да си дозволам дома да јадам, но сепак се постигна. Работата ти е таква. Да, на трчање. Таква, да. На трчање. Особено сега ете театарот кој што го основа Арториум. Тука те чекав, тука те чекав. Да го кажеш сето тоа и колку луѓе сте веќе во самиот театар и ајде пофали се сега. Тоа е театарот кој што го започнавме
минатата година, 2025-та, работиме представи. До сега имаме сега последната представа Ивица и Марица, третата наша представа, која што е детска представа. Ја играме ширум целата Македонија. Претходно со Мачорот во Чизми бевме. Одлично. Така што една познати пиеси. Да, Добар, приказки. мала сладка екипа која што се надевам ќе ги задоволиме и децата ќе уживат и ќе учат со нашите представи. Готово ни е ова. Ете, да, Сега ова ни ќе е одиме готово. на печење. Еве чисто, дали вака треба да го покажам? Ете така. Ете, да. рамномерно. Можеме и уште. Ајде. Вака? Бидејќи овака. Да, дали добро Ете гледаме? Така, одлично. Супер. Ајде. Сега нас загреана рерна, 250 степени. Внимавај на поставувањето заради самата да. шипка. Обратно. Ете. Одлично. Браво. Ставаме, значи, некој 15-20 минути, зависи до рерната. Ова ќе ти биде само за 5 минути. Бидејќи толку да. многу Ако ова супер, да, како се загре. оние печки за пица. Многу брзо. Сега додека се пече, Да. бидејќи ќе направиме ќе ја намачкаме со еден филм или кремсир, Така. ќе ставиме малку Шери шери домачиња. домати, малку хумус, малку моцарела и малку рукола или свежа салата, каква сакате. Така што може да ги сечкаме сега тие работи. Ајде. И таман кога ќе се испече. Гледаме на време, така? Јас тука гледам, но сакав добро. Ајде да ги погледневме фотографиите, но може секако. бидејќи си со нож, па тоа чекам да биде. само Ова ножево. може малечко. Да, малечко И по- подобро ова. Еве ти. Со големиот нож, може поостар. подобро. Шири доматите знаат да прскаат, па да бидат и потешки за сечење. Или вака, или едноставно или на еден или на два така. дела. Така, заради тоа што знаат тие да прскаат. Важно е растојанието кога ги сечкаме. Во лице да не оди во очи, Ето така, нели? Добро. Да. Значи не ни требаат некој да речеме 5-6 десетина, зависи колкава е големината Така. на ролатот. Тоа ни треба. Одлично. Чисто за да имаат убава свежина или да се направи на истиот. Еве вака. Јас пак ќе се навратам на нашите филмови кои што се емитуваат. Каде повеќе се пронајде како докторот Еждер или како огненото момче? Да. Па сега да ги издвојам така, не знам дали би можел. Различни се, Многу посебни се, лековите. Нух е баш огнен. Да, Секогаш е на... Да. Нух е да речем, по-захтевен лик, кој што нели е и главен лик во серијата и многу повеќе поимпулсивен е, да речам, бара една друга енергија. Во секоја втора минута импулсијата. Да, во секоја втора минута баш. Тоа е нешто, да речеме, по-различно од мојот карактер приватно. Затоа. И да, си бара една друга енергија, една друга посветеност кога се снима. Така што... Бранко, ти се случува ли тебе, Максут вели вака, јас вика кога ги синхронизирам ликовите, ако тие трчат и јас трчам, ако тие пешачат и јас пешачам, ти се случува ли тебе такво нешто, да го достигнеш тој ефект? Па, не дека сега трчам, немаме ни простор во студиото. Тоа е сосема мала кабина. Да, ама затоа сме глумци, нели, за сето тоа да го изведеме, да изгледа како да трчаме, како да плачеме и да се соживееме едноставно во истата секунда додека снимаме. Така што тоа ни е и работата. Точно. Да. Добро. Добро, ети моцарелата можеме да ја исечкаме. Добро. Вака. Одлично. Да. Како ми рече, едно топче моцарела. Да, јас со грамажот изгледав скарам. Да. Не знаев точно, бидејќи се некако да речам, и мајка ми многу сака да каже кога ќе ја прашам, мамо како го направила? Од рака. Колку стави во полачинкина? Од рака. Една чаша. А колкава е чашата? Која е чашата? Абе не знам од рака. И сега јас се најдам во таа ситуација. А колкав е филџанот? Така, да. Интересно е, да. Ама добро, мислам дека од прилика е јасно и се гледа, нели? Едно топче моцарела, неколку шери доматчиња, лесно и едноставно е. Овие, да, нема да ни требаат повеќе, можеме да ги ставиме и овде.
Добро. Да видиме до каде ни е сега. Го дзирнав. Да. Не е изгорено. Не е изгорено. Добро Го е. дзирнав, не е изгорено, Да. затоа ќе ги побараме фотографиите. Ајде да ги Може. погледнеме фотографиите кои што се навистина интересни, а ти ќе Да. ни ги искоментираш. Ова е кафеске кокони во улогата на Саломе, за која што зборувавме пред Така. малку, нели, представата за која Така. што добив награда. Тоа е ликот Саломе, во неговата прва појава како Аладин. Мислам, тоа е Принцот. Тоа е идејата, да, но не е ликот Аладин. Добро. Ова е веќе серијата Преспав Браво, со колегата Васил Васил Зафирчев. Зафирчев. Голем поздрав до него. Од срце си го поздравуваме, пошто е прекрасен. Да, навистина еден посебен колега, имавте прилика со него да работам. Ова е екипата, целата екипа на Театар Арториум. Така. Голем поздрав до нив. Значи овде ни се двајцата актери, Давид и Стефи. И јас Стефи си ја препознав, Да, пошто да. Стефи си ја знам од бебе. Да, ете, Така, да. Стефи е тоа, Давид, Драган Божино, тоа ни е креативниот директор, и Браво. Данче Божинова, која што исто така Браво. многу ни помага. Одлично. Да, Одлично. голем поздрав до нив. Ова е мачорот во чизми. Ова си ти. Да, ова сум прекрасен насмеан, ова си ти. Да, ова сум јас. Да. Во улогата на истоимениот лик од представата. Преубава фотографија. Да, ова ни беше првата представа на Арториум. Мачорот во чизми, имавме убава турнеја низ Македонија, така што, мислам, се уште активна представата, Така, си ја играме. Така да, многу забавна, многу интересна представа и децата ја паметат и ја бараат. Ова ни е новата представа Ивица и Марица. Ивица и Марица се Давид и Стефи, а јас сум Верко Вештерко, како што гледате. По сликите и по костимот. Да, ова ни е новата представа. Премиерно ја игравме на 28 февруари. Ова зад кулисите една Така, симпатична, баш симпатична. Мачерот во чизми. Потоа имаме, ова е новогодишната представа, која што игравме во декември, Елза и Дедо Мраз. Овде бев Дедо Мраз. За прв пат во мојот живот. Ако баш убаво, симпатично, позитивно. Да. Ова се некои моменти од сцените на Мачерот во чизми. Кога сме ја играле. Ова е повторно, ете, ликот на Саломе, неговиот главен реквизит мастиката. Најдосадниот дел, но најзабележителниот во целата представа. Мастиката на Саломе. Да, може, да. Тоа е, да речеме, еден момент кој што предизвикува понатаму еден проблем во целата сцена, заради тоа, нели, се користи. Так. Да, ова е новогодишната, Верко Вештерко, повторно. Многу ми се допаѓа бојата на козата. Да. Ова е исто Преспав со колешката Јелена. Ова беше 6-та сезона на Преспав. Овде исто глумев еден кувар, затоа ги одбрав тие фотографии. Исто имав прилика, ете, и пред камера и таму да глумам. Иако ликот не беше баш спретен во кујната. Да, ова се исто моменти од сцените на Арториум. Ова е повторно. Тоа сум јас. Колку убаво ти личи таа готварска облека, Кажи, гледаш како ти си печено за тука. Готово, имаме сцена, се е имаме подготвено. костим, таман, средени сме. Кажи ми дали ролатот, откако ќе го завиткаме, ни е потребно повторно враќање во ред? Не, значи се пече само, да речеме, тоа е хората. Добро. Ги ставаме сите овие состојки. Го виткаме се убаво од кога ќе се извади од рерна малку да отстои. Да отстои чисто за да не е толку жешко, нели, кога го мотаме. Тоа се некој, да речем, 5 минутки, дали и толку. Но ќе ти биде потребно ракавички ако на нас не е топло. Мислам дека ќе се снајдеме, можеме и така. Јас дома сум го правел така. Да. Важно е да ни се чисти рацете, нели, за да може се тоа да го правиме. Така да. Тоа е едноставно, лесно, брзо. Јас сега ќе го барам рецептот. Бранков рецепт, да видиме што се нас ни е потребно за бранковиот рецепт. Бранков ролат. Една теквичка.
2 парчиња морков, 150 грама ренден кашкавал, 3 јајца, 150 грама крем сирење, 10 шери домати, 4 до 5 лажици хумус, 1 топка моцарела, 100 грама рукола, сол и други зачини по желба. Интересно во сето ова, Бранко, ми е што додаваш хумус, кој што му дава посебна убавина Да, јас многу го сакам, особено и дома да си го правам домашен. И мислам дека убав шмек ќе даде на целиот овој релат, затоа и го ставивме. Мислам, ова е индивидуално, секој може да си го направи со тоа што сака да стави во него. Дали ќе е крем сир, дали ќе Јас мислам по мое. Одлично, супер. Погледни ја кората. Одлично. Да, се гледа дека е готова. Вака? Да. Добре? Супер. Добро. Супер. Ке можеш ли веднаш или со ракавички ќе Мислам дека ќе можам. Добро, да го исклучам и шпоретот. Чисто оставете го 5 минути, дали ви треба. Ќе осетите едноставно по Ако не, обиди се со додека ги ставаш филовите, тоа малку ќе залади, па со хартија. Ете така, да. Само чисто чекај вака да ставим. Ете. Добро. Така. Сега сакам да не се изгориш, само тоа ми е. Нема, ќе внимаваме. Добро. Сега ги ставаме, значи, сите овие состојки кои што ни се потребни. Прво ќе оставиме кашкавалот кој што ни остана. Вака низ целиот целата смеса. И тој сега како што е топло, ќе се стопи уште малку. За да може и другите состојки да се залепат. Да. Убаво ќе го распределиме малку и на краевите, на секаде да има. Ете така. Така. И сега ги ставаме, можеме да ставиме од руколата. Јас се обожувам руколата. Да, многу е здрава. И мислам дека, сега ако не се лажам, дека е една од ретките зеленчуци кои што и да не се измиени, не може да наштетат на човековиот организам. Премногу содржат се витамин за тоа. Добро. Одлично. Ставаме, ете, вака. Тука се ми е премива по неколку пати во нашата кујна. Мора да се внимава баш на хигиената комплетно. Да, секако. Потоа можеме да ставиме. Заборавив крем сирот. Добро. Да, на едната страна вака ќе го ставиме. Ќе намачкаме малку. Со вилушката можеш да си помогнеш. Да, може и подобре да само вака да ставам. Тука. Како да ја гледа? Да покажеме? Да. Само пази се вити дракче. Јас како велам, затоа ми се ноктите и прстите целите со рана од брзање. Да. Секојаш брзам и дома. Да. Ето така, за да можат да следат камерите што всушност ти редиш во самиот. Може би подобро, значи прво овие потечните состојки да ги ставите, крем сирот и хумусот, а потоа салатата. Но можеме и вака, ете. Таман ќе е убаво. Мачкаме на цела страна. Ете така, и сега го ставаме и хумусот. Одлично. Да, добро, мислам дека. Па можеш, ајде и од мене, ќе има, пошто јас го сакам. Јас го сакам. Убав шмек ќе даде. Ете така. Му дава па со руколата и моцарелата, одлично. Да. Добро. Мислам дека одличен ручек ќе си. Ете така, убаво го намачкавме. И сега уште шерито и крем сирот. Добро. Ставаме од моцарелата. Вака. Колку е убаво. Вака изгледа преубаво. Да, и почува да мириса. Полесно ќе ни беше вака на пола, па уште еднаш и да си направевме може како сендвич, да, јас и така го имам правено. Сендвич, да. Полесно. Ама викам, ајде може би. Бидејќи е топло, затоа Да.
можеме и така го имам правено, ама сикам ајде можеби поестетски е. Да биде ролата, нели, и побогато. Бранков ролат, ајде Бранков ролат. После ќе викаат тука моите колеги, ајде Драгче да направиме Бранков ролат. Да, така. Не е тежок. Рецептот воопшто не е тешко да се направи, но навистина браво за тебе. Да, сега малку. Да си помогнеш ли? Да ти помогнам ли со вилушката? Да, можеби, малку за кората. Да извадиме малку, таа не треба да се лепи. Ајде, еве шубаво. Малку е жешко сега. Сега е топла. Да, мораме Ајде. малку само да почекаме за да го сроламе. Чисто да. Не знам дали ќе можеме. Или со ракавици. Или со ракавици. Јас ќе ти ја додадам. Ајде, полека. Да. Чекај. Мислев дали можеш со хартија. Или со хартија. Ето така, да ја превратиш само со хартијата. Можеме и со хартијата. За полесно да ти биде. Одлично. Убаво се снајдовме. Мораме домакински. Така. Ќе ја фатиме вака со целата хартија, може ли и малку подобро? ќе го притиснеш, после можеш и ќе го потиснеш. Само да не ни испадне. Нема да ни испадне. Ајде, огнено момче. Огнено момче. Ајде. Полека. Опа. Сега од едната страна јас, од едната ти. Ете така. Вака го ставаме. Ајде, оваа хартија ќе ја извадиме. Ова можеме овде. Полека. Ете така. Со вилушката. Како бебенце да држиме, сега така се плашевме двајцата. Одлично. Сега убаво можете, ете, доколку малку нели повеќе ви се олади, еве вака. Полесно ќе биде кога е оладено, вака многу топло. Да. Ете така. Го имаме ролатот. Можеш украс да му додадеш од руколата од страна и од черито, целосно. Да ни изгледа убаво. Цап. Вака, малку да ставиме. Ете, не исечкав за декор шери, но... Одлично, можеме цели. Вака цели да ги ставиме. Ќе бидат интересни. Дека има малку боја, убаво. Ете така. Одлично. Овде. Ова додај ми го, не ми ти е потребно. Да, слободно. За слободно да се види рецептот. Ете така. Ете, супер. Момче младо. Браво, момче младо. Браво, момче младо. Јас кажувам Петка, но ќе кажат и девојчињата Петка. Тоа најважно. Дека вака, леле, како го бидува Бранко. Вака ли, колеги? Вака, ај малку да го закосиме да се гледа. Одлично да се гледа. Да. Морам да ти кажам дека беше прекрасен во нашата кујна. Ти благодарам за овој рецепт, еве и јас ќе си го запишам, затоа што го немам правено. Рече дека е ново нешто, но ми се допадна. Со сите овие состојки кои што се во него, јас можам да ги конзумирам. Нашите пријатели од Пекабеско ти доделуваат подарок. Благодарам многу. Производи на Пекабеско. Благодарам многу. Па дома можете сите заеднички нели да гледате репризата и да си вкусите од Пекабеско. Секако, беше благодарам. прекрасен. Ти посакувам успеси на секој поле. Драгче, и ти ми беше задоволство уште еднаш. И се надевам ќе се дружиме повторно. Па моје огнено момче, вака ќе им кажеме чао, ве сакам. Чао, ви благодариме. Чао.